Анализите кои што ги прави Државниот инспекторат за труд покажуваат дека најчесто прекршување на правата од работен однос има во областа на преработувачката индустрија, текстилната индустрија, има во чевларската индустрија, во градежништвото и угостителството. И токму од тие анализи произлегуваат и нашите годишни планови за работа, каде што најголем дел од инспекцијските надзори, особено редовните инспекцијски надзори, се насочени токму во тие дејности, за да се превенираат понатамошни прекршувања на работничките права, а работодавачите да се научат да ги почитуваат сите прописи кои што се од областа на работните односи и безбедноста и здравјето при работа. Па најчесто преставките кои што доаѓаат се во однос на неисплатена плата, односно исплатена плата под дозволениот износ на минимална плата, определен со закон, неисплатени додатоци на плата, тоа е прекувремена работа, не вклучување на минатиот труд во платата, во исплатата на платата, преку работно време над определеното време со закон од 8 часа и работа во денови кои што се за одмор. За време на пандемијата од март минатата година до овој период од оваа година, инспекцијските надзори на Државниот инспекторат за труд се насочени токму кон почитување на сите препораки, одлуки, мерки и закони кои што го штитаат населението од ширење од заразни болести, вклучувајќи го и COVID-19. Оние анализите ни покажуваат дека COVID-19 не го зголемуваат прекршувањето на правата од работен однос на работниците, туку инспекторите се секојдневно на терен, има бројката на надзори покажуваат дека имаме зголемен број на надзори, меѓутоа прекршувањата споредбено со другите години не се во поголем број. Бројките на инспекцијски надзори и на преставки покажуваат дека работниците се многу поохрабрени за разлика од претходните години во пријавувањето на прекршувањето на правата од работен однос. Тоа ме радува како директорка на Државниот инспекторат за труд, ги охрабрувам сите работници кои што сметаат дека нивните права се прекршени, дека она што е вклучено во договорот за работа не се почитува од страна на работодавачот или било кое друго право од работен однос, слободно да пријават во Државниот инспекторат за труд. Секој инспектор си има месечен план за работа и по тој месечен план е обврзан да направи најмалку 20 инспекцијски надзори во месецот. Меѓутоа, зависно од тежината на надзорот, си има коефициент на сложеност, зависно од тежината на надзорот може да направат и многу повеќе, како што е сега случајот со представките во однос на К15, значи прават дури по 20 надзори во текот на една недела, а не месечно. Бројките, отприлика имаме околу 25-26 илјади инспекцијски надзори во текот на една година. Значи за 2020 година зборувам околу 26.000 инспекцијски надзори, од кои најголем дел беа вонредни со оглед на состојбата со COVID-19 и многу малку се одеше на редовни надзори, туку многу повеќе на вонредни надзори, што по пријави од граѓани за непочитување на мерките за заштита, што по пријави на граѓани за неисплата на плата, за додаток на плата и во делот исто така тука се вклучени и надзорите кои што беа вршени од страна на инспекторите за безбедност и здравје при работа. Имаше донесено 772 решенија за утврдени нерегуларности, издадени 42 прекршочни платни налози за поврзани во врска со неносење на заштитна маска, неистакнување на едукативен информативен материјал во самата работна просторија, значи 42 платни налози и поведени се и неколку прекршочни постапки пред прекршочната комисија во Министерството за труд и социјална политика.